Значи, сведоци сме дека од самото формирање на специјалното јавно обвинителство постојано имаше обиди за обструкција на неговата работа. Тоа го видовме во неколку наврати. Во делот на вчерашната одлука на Врховниот суд, јас од позиција на министер за правда не би требало да ја коментирам и нема да ја коментирам, но јавно сакам да поставам неколку прашања со цел да се расчисти правната ситуација во која што е донесена таа одлука. Прво, согласно закон, на сите ни е познато дека Врховниот суд може да утврдува начелни мислења и ставови доколку имаме разлика во пракса меѓу различни судови или различно постапување. Во овој случај единствен суд кој што постапува во моментот по одлуките на, односно по постапките на специјалното јавно обвинителство е Основниот суд Скопје 1 или во јавноста познат како Кривичен суд. Значи немаме несогласување на праксата на Основниот суд со некој друг суд заради тоа што друг суд и не постапува. Исто така во рамките на самиот Кривичен суд немаме различно постапување од два совети или три совети или неколку совети да кажеме дека се воедначува судската пракса. Така што од тој аспект мојата очекување денеска е дека специјалното јавно обвинителство заедно со јавниот обвинител на Република Македонија ќе разговараат за начинот на продолжување на постапките, без оглед дали ќе одлучат да ги продолжи специјалното јавно обвинителство или ќе одлучат да ги продолжи обвинителството за организиран криминал. Пораката моја е дека ниеден криминал не смее да остане неказнет, не смее да се бараат процедурални причини за вакво или такво постапување со цел да се избегне одговорноста. Одговорност за сторените кривични дела мора да постои и очекувам дека јавното обвинителство ќе продолжи со гонење без оглед каков ќе биде нивниот понатамошен став кој ќе го продолжи гонењето.